Добар ден. Понудата и побарувачката на автомобили секојдневно се зголемува. Предизвик на секоја марка е да ги задржи постоечките и да привлече нови купувачи. Некои перманентно нудат посилни изведби од постоечките, некои формираат премиум деривати на постоечките модели, други се определуваат да формираат спортски бренд, трети се докажуваат во најтешките надпревари на тркало. Сезоната на зимските празници ќе одведе многу луѓе на пат, па затоа ќе ве информираме каква зимска опрема е потребна во странските земји. Но на самиот почеток одвојуваме време за финалните резултати на Auto-Best жирито. Француско-германското трио Peugeot Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo Life ја освои титулата Best Buy Car of Europe 2019. Со вкупно 14.076 поени, тие го завршија Auto-Best маратонот на првото место со само 148 поени предност од новата генерација на Focus. Блиску беше и 12-тата генерација на Toyota Corolla, која освои 82 поени помалку од својот пазарен конкурент од Ford. После нив, во финалното рангирање следат Kia Ceed, Citroen C4 Cactus и втората генерација на Dacia Duster. Сето ова кажува колку беше силна конкуренцијата во годинешниот Auto-Best, кој во однос на каросериските изведби и погонските групи дефинитивно беше најразновидниот досега. Исто така, за прв пат во историјата на Auto-Best има и повеќе кратен победник. Изборот на жирито за ваков тип возило уште еднаш ја потврдува решеноста да се откријат новите трендови, давајќи му на просечниот потрошувач вистински водич за купување нов автомобил. Со 31 застапена земја, Auto-Best е најголемото независно автомобилско жири во Европа, чие членови представуваат повеќе од 95% од популацијата. Победата на триото на PSA е сосема заслужена, бидејќи сите три возила имаат различен персоналитет кој одговара на она што го нуди секој бренд. Тие до неа дојдоа со нов начин на гласање, кој после 18 години беше надграден за да ја опфати иднината на мобилноста, која сега вклучува повеќе еколошки технологии, поврзаност и автономни возни способности. Наградата Company Best 2018 отиде кај Aston Martin Lagonda. Тоа е признание за неверојатната трансформација на британската компанија под раководство на доктор Енди Палмер и неговиот менаџерски тим. Воведниот нов модел на работење на марката, која е изборот на Джеймс Бонд, веќе покажува резултати со поглед на профитабилноста и новите методи кои се многу добро примени на пазарот. Членовите на жирито ја изгласа Rear Occupant Alert технологијата на Hyundai за освојувач на наградата Safety Best 2018. Овој пионерски систем ги открива движењата на задните седишта и делува како превенција родителите да не ги остават децата во автомобилот на жешко време. Со ова Auto-Best го посочува Hyundai како пример што треба да го следат другите производители. За исклучителниот придонес во поврзувањето на возачот и вештачката интелигенција, наградата Smart Best 2018 отиде кај BMW. Неговиот Intelligent Personal Assistant ја има таа способност да соработува со постоечките виртуелни асистенти кои собственикот на автомобилот ги користи на други уреди. Токму тоа е она што прави BMW Intelligent Personal Assistant да биде чекор напред. Добитник на наградата Eco-Best 2018 е Jaguar I-Pace, кој е прв премиум електричен кросовер што доаѓа од европски производител. Тоа е еден од технички најнапредните автомобили што се појавија оваа година и е брилијантен израз на техничките можности на Jaguar Land Rover. Овој храбар проект на компанијата ја менува играта во брзо растечкиот сегмент на еколошки автомобили. 18-тото доделување на Auto-Best наградите ќе се одржи на 7 февруари 2019 година во Брисел.
Откако лани ја представи купе изведбата на 720S, Мекларен ја подготви и Спајдер верзијата на овој модел. Неговиот тврд, преклоплив покрив од еден карбонски панел може да се симне при брзини до 50 км на час за едва 11 секунди. Може да се добие и со електрохроматски покрив, која менува својата транспарентност со еден притисок на копче. Треба да се пофали и тоа што во однос на купе верзијата е потежок за само 49 кг. За погон и понатаму е задолжен 4-литарскиот твин турбо V8 мотор кој нуди 720 конски сили. Забрзувањето од 0 до 100 трае само 2,9 секунди, а максималната брзина без покрив изнесува 325 км на час. Дизајнот не е менуван, но затоа Спајдерот доби нови тркала од 19 или 20 инчи. На нив се монтирани Pirelli P0 пневматици, а кој сака без дополнителни трошоци може да го нарача и со тркачките P0 Corsa. Цената му е поставена на 237.000 фунти, а првите испораки се планирани за март 2019. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Seat во групацијата Volkswagen секогаш важеше за спортски ориентирана марка и тест полигон за новите мотори. Во духот со темпераментот на марката и добрата продажба на изведбите со посилни мотори и опрема, Seat настапува на пазарот со потполно нов имидж. Спортско корисното возило Атека е првиот модел кој го понесе новиот суб-бренд Cupra.
Дојде и тој момент. Шпанската автомобилска индустрија е побогата за уште една марка. Произлезена како спортска дивизија на Сеат, првиот модел на Купра стигна на европските улици по цена која надминува 45.000 евра. Го има истото име како и својот донатор, но од него доста се разликува. Шпанците се имаат потрудено овој кросовер да не се доживува само како помоќна спортска верзија на Атека. Разликите започнуваат со дволитарскиот турбомотор со 300 конски сили и 400 ньютон метри. Тие преку 7 степен DSG менувач се пренесуваат на сите тркала, што во пракса значи забрзување до 100 на час за 5,2 секунди. Се постигнуваат со помош на лаунч контрол системот, додека максималната брзина е 247 км на час. За справување со вакви перформанси се грижи адаптибилното ослонување, за кое возачот може да одбере помеѓу 6 режими на работа. Погледот на Купра Атека на секој ќоше открива агресивни дизајнерски детали. Спортскиот карактер го посочуваат маската, браникот и тркалата, но најмногу задниот дифузор и 4-кратната издувна артилерија. Во внатрешноста тоа го прават седиштата со алкантара во црна боја со бакарни шевови, карбонските инсерти и алуминиумските педали. Инструмент таблата е дигитална, а на средината се наоѓа уште еден екран од инфозабавниот систем. Навигацијата, камерите за приказ на возилото од 360 степени и бежичниот полноќ за телефон се серијска опрема. Атека е прв модел во понудата на Купра, а ќе следат и Леон, Ибица и Арона. Вистинското ќе дојде при крајот на идната година, кога ќе се појави едно потполно ново издание. Иако за него шпанците не зборуваат многу, сепак главниот дизајнер на Сеат, Алехандро Масонеро Томасон, најави дека тој ќе биде 100% Купра. Но не сакаше да каже дали се работи за купе верзија на Атека која ќе се вика Терамар, име што неодамна беше заштитено. Само неколку месеци по представувањето на редизајнираната верзија на пазарот се појави Макан со засилен мотор која понесе ознаката S. Овој модел е од исклучително значење на марката од Цуфенхаузен, бидејќи се продава како Алва. Имено, скорот од продажбата е 4-кратно повисок во споредба со легендарниот 911. Кога Порше ја представи редизајнираната верзија на Макан, им остана должен на неговите купувачи. Популарниот модел, кој се продава 4 пати подобро од 911, беше понуден само со дволитарски турбомотор со 245 конски сили. Тогаш заедно со дизелите од неговата гама ги снема и помоќните агрегати. Сепак беше потребно само малку трпение и 2 месеца по стартот на продажбата Макан пристигна и со својата S изведба. Таа го има новиот 3-литарски V6 мотор од Каен и Панамера, кој испорачува 354 коњи. Тие заедно со 7-степената трансмисија и опционалниот спорт хронопакет ќе го лансираат до 100 на час за 5,1 секунда, што е за 0,3 секунди подобро од претходникот. Максималната брзина остана на истите 254 км на час. Буквата S на Макан му донесе пониско ослонување за 15 мм и поголеми диск со пирачки кои по желба на купувачот може да бидат карбон керамички. Дизајнерски од стандардната верзија се разликува единствено по задните светла кои целосно се во LED технологија, а додадени се и пар техно детали во внатрешноста. За оваа верзија на Макан во Германија треба да се платат само 5.500 евра повеќе, вкупно нешто помалку од 65.000 евра. Порше повторно не соопшти кога и кои други негови изведби ќе бидат понудени. Претходниот модел се продаваше со 5 бензински мотори, од кои најсилниот имаше 440 конски сили.
Од следната недела започнува периодот на зимските празници. Многумина од нас новата година ќе ја дочека далеку од дома во зимски амбиент, можеби во странство. Во следниот прилог ќе ве подсетиме со што е неопходно да биде опремено вашето возило за да се задоволат законските регулативи и да се избегнат ризиците при возењето во странство. Празниците што доаѓаат се идеална прилика некаде подалеку од дома да се доживее новогодишната магија. За таа да биде комплетна, нам ќе ни треба снег, а на возилата зимска опрема. Како што знаеме, прописите во Македонија бараат зимски пневматици на сите тркала или пак летни ако во возилото се носат синџири за снег. И во двата случаи длабочината на шарата треба да изнесува 4 мм, освен за возилата со 4x4 погон, кај кои зимските пневматици треба да имаат профил од 6 мм. Но ако патувате во странство, добро информирајте се за прописите, бидејќи тие се разликуваат од земја до земја. Најмногу за периодот кога зимската опрема е задолжителна. Тој во Италија зависи од регионот, а во Унгарија законски не е одреден прецизно, туку само кога на патот владеат зимски услови за возење. Таму, исто како и во Албанија, не е пропишана ниту минималната длабочина на шарата, за која во Романија треба да изнесува 2, а во Словенија и скандинавските земји 3 мм. Зимската опрема пак во Грција не е ни задолжителна. А за разлика од Бугарија, каде возилата со домашни таблички мора да имаат зимски пневматици. Брзината на возењето со синџири за снег во овие две соседни земји е ограничена на 50 км на час. Во Хрватска, зимската опрема е задолжителна на автопатиштата и државните магистрали, а на регионалните патишта само во зимски услови. Генерално гледано, прописите во европските земји толку се разликуваат што понекогаш нема логичност во тоа. Така, например, зимските пневматици не се задолжителни во Швајцарија, а на Кипар се препорачуваат. Казните за немање зимска опрема не се многу високи и главно изнесуваат неколку десетици евра, но во некои земји тие се драстични. Во Романија, например, за немање зимска опрема ќе платите помеѓу 850 и 1300 евра казна, а во Австрија, ако предизвикате застој во сообраќајот, цели 5000 евра. Во Унгарија и Албанија не се пропишани никакви казни, но немањето зимска опрема во Србија може многу да ве чини. Имено ако дојде до сообраќајна несреќа, како причина за неа ќе се наведе дека возилото било технички неисправно. Во случај на фатални последици, тоа според тамошното законодавство автоматски значи казна затвор од 2 до 12 години. Плюс на тоа, осигурителните компании ќе го гонат предизвикувачот на несреќата да ги надомести сите штети, бидејќи знаел дека возилото било технички неисправно. Не сите луѓе сакаат да патуваат низ завеаната Европа. Некои го преферираат морето без разлика на годишното време. За нив компанијата Доминатор има перфектна понуда – јахтата Illumen 28M. Напредните инженерски методи и врвните технологии ја представуваат како револуционерна во секој поглед, сосема различна од се друго на пазарот. Телото е од композитни материјали со двојно дно и резервоари интегрирани во структурата. Убавината и функционалноста на натрешноста се во хармонија постигната со употребата на модерни материјали како што се ониксот и полираниот челик. Префинетоста и луксузот се добиени со благородно дрво, рачно шиена кожа и уникатни уметнички скулптури и слики. Клима уредите, осветлувањето и се друго се контролира преку таблет од било кое место на јахтата.
Оваа јахта е долга 27,3 метри и тешка 90 тони. Има 4 до 5 кабини во кои може да се сместат 24 патници и 4 члена на екипажот. Двата V12 мотора од по 2000 коњски сили овозможуваат максимална брзина до 50 км на час, а 9-тонските резервоари 1300 км пловење без застанување. Може да се нарача и со хибриден погон, со кој автономијата изнесува преку 5500 км. Компанијата Доминатор, чие седиште е во Лихтенштајн, постои 17 години и досега има направено околу 130 јахти. Нивните идни собственици активно учествуваат во целиот процес од проектирањето до изборот на материјали, а преку онлайн камери може да го нагледуваат текот на производството 24 часа на ден. Доминатор на секоја своја јахта дава 10 годишна гаранција. Популарноста на спортско корисните возила е голема, а Ауди е еден меѓу првите производители на мејнстрим автомобили кои почна да нуди и спортско корисни возила. Рака на срце, тој потег на производителот од Инглштад му донесе голема популарност, но и голема заработувачка. Но сепак Ауди не би бил Ауди доколку би ги заборевал своите корења, а тоа се лимузините. Во почетокот на минатата година ја представи Audi A8 серијата, а потоа и A6, а меѓу нив ја представи A7-ката, втората генерација на овој модел кој впрочем е спортска лимузина. Некои го нарекуваат и купе со 4 врати, но мене повеќе ми личи на спортска лимузина. Сепак, апострофот е ставен на спортските перформанси, не само поради моторите. Погледнете го овој дизајн. Вратите, без оглед дали се предни или задни, немаат рамка за прозорите. Купелската контура на задниот дел делува доста спортски, но и отмено. На задните седишта се чувствувам доста комотно. Единствен проблем ми е што нема многу простор за главата. Постојанието од главата до покривот скоро и да го нема. Но, место за колена има доста и комоцијата на задните седишта е многу добра, што не би било проблем да се патува и на подолги релации. Ако га е простор на задната клупа, предпоставка е дека и багажниот простор е голем. И секако дека е голем, бидејќи A7 и во претходната генерација имаше голем гебек. Еве, без проблем ги прима сите наши работи кои ни се неопходни за снимање, а сигурно сами гледате дека има многу простор и за одложување на поголеми предмети или за подолги семејни патувања. Чувството за да управувачот и кога ќе се седне на возачкото место во Audi A7 е извонредно, бидејќи се чувствувате комотно, удобно и пред вас не се гледа ништо. Апсолутно ништо. Се гледаат само хексагоналните форми кои се пресликани од надворешниот изглед. Зошто е ова вака? Бидејќи Audi употребува висока технологија и во внатрешноста, не само во подвозието. А тоа е, имате 3 LCD дисплеи на кои можете да се играте не само со поставеноста, туку и со типот на информации кои ги дава. Вистинско задоволство е да се биде за управувач на ваков автомобил. Пред се располага со 3-литарски TDI мотор од 282 коњски сили, кватро погон на сите тркала и управување на сите тркала. Па
големите свиоци, но и малите многу лесно ги поминува. Поради померувањето на задните тркала, радиусот на вртење е многу помал, па оние кои не се навикнати на овие перфектни системи на управување може да почувствуваат дека задниот дел на автомобилот лизга, но тоа не е точно. Она што сакам да го истакнам за овој модел е умерениот хибрид. Умерен, бидејќи работи на 48 волти и енергијата која се акумулира во акумулаторот се користи за основните електронски функции во внатрешноста, но и за одржувањето на темпото при возење на автопат. Да, токму така, бидејќи енергијата која се складира во акумулаторот при перманентни брзини дозволува моторот да работи на пониски вртежи и со тоа да го штеди горивото. Но тоа не е спектакуларно, но сепак придонесува позитивно за општиот впечаток за новата генерација на Audi A7. По прашање на комфорот во било кој сценарио на возење доаѓа до преден план, бидејќи возачот просто е окружен со висока технологија. Технологија која во голема мерка го олеснува возењето и го зголемува ужитокот зад управувачот. A7 е вистинска ризница на електронски помагала. Но да се вратиме на возните својства. Со купеовскиот изглед доаѓаат и добри возни својства. Не се врвни, но сепак се можам да ги оценам со чиста четворка. Четворка која иде дури и на кај петка. Оваа оценка е повеќе од реална, бидејќи Audi сака поголем апостроф да стави врз удобноста, безгрижното патување, оттолку на лудувањето низ свиоци. А кога и тоа ќе сакате да го направите, автомобилот се трансформира во еден вистински спортски автомобил. Овој модел изобилува со стил, изобилува со перформанси и изобилува со економичност. Може би звучи малку чудно, но сепак за моите 500 изминати километри со овој автомобил, а го возев доста динамично и брзо, забележав просечна потрошувачка од само 7,9 литра, што според мене е извонреден показател, бидејќи сепак оваа каросерија, овој модел тежи 1890 килограми заедно со погонот кватро. Па со се тежината и динамичноста со кој го возев, 7,9 литри се економичен показател. Цената од 111 до 117.000 евра спаѓа веќе во клишето на Audi, бидејќи повеќе од половината модели на Audi ја премина границата на чинење од 100.000 евра. Дали добивате вредност на еден комфорен стан? Не. Audi не може тоа да ви го пружи. Но Audi и не е за луѓе кои немаат комфорен стан или пак немаат индивидуална куќа. Овој автомобил е статус символ и символ кој го покажува хедонизмот зад управувачот. Има многу работи кои ми се допаѓаат кај Audi A7. Не ми се допаѓа што е далеку над моите финансиски можности за автомобил. Но сепак, благодарејќи на финансирањето и на лизингот, може да овој автомобил може да стане и полесно достапен. Јас ке се распрашам колку би начинела една рата за овој автомобил, бидејќи повеќето купувачи гледаат колкава е ратата, а не колкава е цената на Audi A7. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. До гледање за 7 дена.